Благодарам, Мане. Општиот впечатокот дека кирило-методиевистиката како лајт мотив во голема мера партиципира во македонската популарна култура, рефлектирајќи се во современата книжевност, кинематографијата, музиката, уметноста, па дури и преку дигиталните медиуми и социјалните мрежи. Впрочем, оваа студија има за цел преку конкретни примери да ги презентира и анализира начините на кои овој историски и духовен наратив се трансформира и адаптира во современ културен контекст. Ваквата појава е забележана уште во далечната 1966 година, кога во издание на издавачката куќа Кочо Рацин излегува од печат стихозбирката Евангелие по Итар Пео од Славко Јаневски. Стихозбирката се состои од 49 песни, од кои еден добар дел се е инспирирани од личности и настани од македонската и воопшто од балканската историја. Во функција на нашата тема ја издвојуваме браќата Солунски, која што представува дел од едно време исполнето со големи духовни подвизи, но истовремено и со трагични историски порази, на кои Јаневски не им приоѓа од аспект на нивната патетичност, напротив, мощна реално и во контекст на времето, хронолошки детерминирано во средината на 9 век. Во почетокот на песната, како што впрочем сугерира академик Георги Старделов во Слушателика и на Велеици, е ноќта како сим на просветно слепило, долга, трауматска, кратерска, густа, смолеста, македонска ноќ или автентично, невиделица, до Кирил и Методија, ќе биде што не било, за да биде биднината, било што не ке биде, до нив. Господи, ке имали и по нив слепи во иднината. Делото на браќата Кирил и Методи нашло одрази во поезијата и прозата на Видое Подгорец, еден од најплодните македонски писатели за деца и возрастни. Тој е автор на песна за солунските браќа, како и на романот за деца Азбук и Веди, кој што во 11 поглавја ја опфаќа биографијата на светите рамноапостоли и тоа првенствено врз основа на податоците од житијата посветени ним. Видое Подгорец во своето дело, символично насловено според првите 3 букви од глаголицата, прави значаен книжевен придонес во доближување на историската епоха од 9 век до читателите. Тој успева да ги представи суштинските заслуги на светите Кирил и Методи на едноставен начин, особено за младата публика. Преку едноставен, топол и лириски наратив, авторот ги оживува ликовите на браќата, нивните поддржувачи, противници и ученици, а поширокиот културен и историски контекст го прикажува на лесно восприемлив начин. Историските факти се вешто вградени во приказната, дополнително збогатувајќи ја романизираната биографија, без да ја оптоваруваат, туку напротив со тенденција да ја направат поубледлива и попривлечна. Романот има доживеано 3 изданија, и најновото и последно издание на Арсла мина во 2021 година. Македонскиот поет, вели Анте Поповски, не може да биде рамнодушен. Не може, а да не биде горд на тој факт, уникален според својата хуманистичка содржина во Европа во 9 век, кога јазикот на неговите предци е воведен како жив јазик, како јазик на една нова литература. Македонскиот поет не може да не биде горд на тој факт, кога веќе знае дека Евангелието, преведено на старофранцуски јазик, во самиот премин на 12 во 13 век, ќе биде јавно запалено по наредба на папата Инокентиј III, а во времето на тријазичниот обскурантизам, кога веќе знае дека дури во 14 век Виклив ќе ја преведе на англиски јазик Библијата, дека дури во почетокот на 15 век Јан Хус својата проповед ќе ја соопшти на говорен чешки јазик, а Мартин Лутер ќе ја преведе Библијата на германски. Колку векови пред тоа, светите книги веќе биле преведени на старословенски јазик, втемелен врз говорот на македонските словени од Солунско. Ова секако ќе биде инспирација за неговата глаголица, објавена во 1984 година во рамките на стихозбирката Сина песна, во која се вели: И сонцето сосема се спушти, и буквите излегоа од зборот, и Исус се симна од крстот, за да те побараат.
А ти никој да не те разбере, како овеното јаболко заборавено на полица, како осамен монах во пештера, само си молчиш и саме си глаголиш, некоја црна глаголица. Македонскиот писател Венко Андоновски во рамките на својата богата книжевна продукција, меѓу другото и автор на 2 романи, кои што во постмодернистички манир ја обработуваат кирило-методиевската традиција. Станува збор за делата Азбука на непослушните, публикувана во 1994 и Папокот на светот од 2000 година. Действието, попрецизно заплетот во романот Азбука за непослушните се случува во манастирот Полихрон на Олимп во Мала Азија, во време кога се одвивале подготовките за Моравската мисија во 863 година. Секое ново поглавје од романот започнува со знакот феникиското писмо, а наративот е сведен на исконскиот судир помеѓу доброто и злото. Станува збор за период пропратен со апокалиптични сценарија, време кога зборот и културата во нивното буквално значење се во длабока криза, па во таа смисла во фокусот на вниманието е дали досегашните вредности ќе исчезнат. Колку и да изгледа песимистички, токму тоа се случува. Злото триумфира, доброто занемува, алчноста ја заменува убавината, правдата неправдата и реално неписменоста доминира над писменоста. Овој роман е многу идентичен со историското дело за браќата Кирил и Методи Пановски легенди, иако со оглед на символиката и архаизмите карактеристични за постмодернистичката литература го прават прилично комплексен за читање и анализа. Личноста на Константин Филозоф или Кирил Солунски има особено значајна улога во романот Папокот на светот, особено во неговиот прв дел под наслов Клучалница. Историографските податоци за животот на Кирил Солунски во романот служат како архетип врз кој се гради новата приказна во романот, кој што според некои истражувачи прилега на палимпсест. Логично, ваквата интеракција резултира со една автентична симбиоза помеѓу историјата и книжевно-уметничката имагинација. Симбиоза која во конкретниот случај се креира токму преку ликот на сесловенскиот просветител Константин со монашко име Кирил. Отука сосема коректна изгледа констатацијата на Сонја Стојменска Елзасер во статијата Одразот на Кирило-методиевската традиција во современата македонска литература, дека овие 2 романа на Андоновски се делумно инспирирани од идеите на Умберто Еко, кој се обидел средновековниот свет да го промовира во постмодернистичката литература или поилустративно преку приказните од минатото да се зборува за прашања кои што го засегаат актуелното современие, особено во неговото етичко и духовно значење. Кирило-методиевистиката како неисцрпна инспирација е застапена и во македонското драмско творештво. Колку за илустрација ќе ги споменеме драмските остварувања на извонредниот Горан Стефановски и неговите огнени јазици и представата на Јордан Плевнеш, Кирил и Методи, кои сте вие. Драмата Огнени јазици е напишана по повод 1150-та годишнина од Моравската мисија на светите Кирил и Методи и за прв пат изведена на сцената на Драмскиот театар во Скопје на 2 ноември 2013 година. Интересно е што во драмата ликовите на светите Кирил и Методи се споменати, но во реалноста не постојат актери кои ги представуваат. Во фокусот на вниманието е преводот на Библијата на словенски јазик наспроти тријазичниците, кои биле категорични во ставот за единствена светост на хебрејскиот, старогрчкиот и латинскиот јазик. Во таа смисла, светите Кирил и Методи се представени како маченици на преводот, па во тој контекст е изјавата на Стефановски. Секогаш знаев дека Кирил и Методи го посветиле својот живот на преведувањето и ширењето на светото писмо на словенски јазик. Но полека почнав да сваќам дека тие се големи светци, големи маченици на преведувањето воопшто. Целиот свој живот го посветиле на обидите, подобро да го разберат светот, а проблемите што се обидувале да ги решат во 9 век се уште се отворени денес. Не е случајно што тие се заштитници на Европа. Всушност во драмата доаѓа до израз противставеноста помеѓу кириличниот и латинскиот свет,
кој се одразува во нашата реалност преку напорите на македонскиот народ и патот на Република Македонија кон Европската Унија. Јордан Плевнашт во драмата Кирил и Методи, кои сте вие, можна автентично го демонстрира феноменот на македонскиот идентитет во европски рамки. Кирил и Методи се представени како отворена мистерија, особено што авторот се обидува да ги објасни вредностите на нивното духовно влијание преку неговиот концепт на цивилизација на љубовта и носталгија за единство. Најновата публикација на Димитар Пандев во коавторство со Славе Ѓорго Димовски, книга за светите браќа Кирил и Методи, е извонредно четиво за еден голем дел од она што представува Кирило-методиевистика, во која автентично и систематски се синхронизирани текстовите според принципот на инструмента студиорум, текстови со популарен карактер, но и стихови и поезија во делот глаголюбните песновиденија. Неслучајно во заклучните согледби авторите инсистираат на изворедното значење и широкиот спектар на толкување на Кирило-методиевистиката, па ќе констатираат поставен помеѓу митологијата, религијата и науката, словенскиот дел од приказната за светите браќа се нашол на ветрометина меѓу планината и пустината, меѓу догмата и патристиката, меѓу јазикот и културата. И секогаш со цврста поддршка од попатни приказни, кои секогаш го враќаат прочитувачот на вистинскиот пат. Оваа монографија всушност ќе представува една од круцијалните референции за интегралниот текст во делот на современата книжевност. Независно од македонската современа книжевност, Кирило-методиевистиката е присутна и во македонската кинематографија, и во уметноста, проследена преку сликарството и музиката. Постојат повеќе документарни филмови со едукативен карактер во кои се третираат прашања од животот и дејноста на светите Кирил и Методи. Во 1985 година, во продукција на македонската телевизија, според сценарио и во режија на Русомир Богдановски, е снимен документарниот филм Словенските просветители Свети Кирил и Методи. Во својство на наратор се јавува Илија Милчин, а Вера Стојчевска-Антич е ангажирана како стручен соработник. Светите Кирил и Методи и придонесот за Македонија и европската цивилизација е документарен филм снимен во 2011 година во копродукција со македонската телевизија врз основа на сценариото на Митко Панов. Неколку години подоцна, во 2014 во режија на Сашо Павловски е снимен документарниот филм Свети Кирил и Методи, во кои главните соговорници се релевантни авторитети во проучување на Кирило-методиевистиката. Македонското современо сликарство ги памети светите Кирил и Методи по извонредното дело на Димитар Кондовски, кој во 1975 година на прилично оригинален начин, спојувајќи го модерното со традиционалните визуализации во техника на масло на панел, ги насликал светите рамноапостоли. Тие се инспирација и за скулптурите на Томе Серафимовски, особено кога ги создава ликовите со кои се легитимира идентитетот на историјата на Македонија, во кои без друго спаѓаат и светите браќа. Тој ги представува овие монументални репери на македонската историска свест без идеализација, со јасна намера да ги истакне нивните амбивалентности и сложености. И конечно, браќата Кирил и Методи имаат свој импакт и во музиката, како еден од сегментите на популарната култура во Македонија. Во таа смисла ќе споменеме композицијата за мешан хор свечана песна за браќата Кирил и Методи, која композиторот Таки Хрисик ја создал веднаш по ослободувањето во 1945 година, своевремено позната и како химна на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Извонредно е значењето и придонесот на Тодор Скаловски, чиј што творечки опус е релативно обемен и во жанровска смисла прилично разновиден. Неговата творба, величанија Кирилу и Методију, настаната во 1971 година, се базира на традиционален црковнословенски текст со мелодија блиска до духовно-фолклорната традиција, онаа налик на Кукузеловата школа.
Општи впечатокот дека кирило-методиевистиката е длабоко инфилтрирана и репродуцирана во македонската популарна култура. Обемот на тоа творештво како дел од македонската автентичност е огромна, па во таа смисла илузорно би било кога би сметале дека сме опфатиле се, затоа што во ваков формат тоа речиси да е невозможно. Но како и да е, предизвикот беше фокусиран на избор и реминисценции на фундаментот од она што досега е реализирано. Благодарам.